Ајде, добро ни дојдовте на уште една дружба со нас, доколку секако кај вас има расположение да проарчите така едно половина час во необврзувачки обид да внесеме барем малку ведрина во заедничката ни здодевна секојдневност со тоа што веднаш ќе поминеме на актуелните случувања. Најактуелна деновиве е најавата за 25-тото издание на најпрестижната манифестација од овој тип кај нас. Златна бубамара на популарноста. Голем јубилеј, секоја чест, браво. Сега, има многу артисти што ја добиле за овие 25 години, но има и такви кои не успеале. Заедничко нешто на сите нив е што се надева дека токму ова година за јубилејот ќе ја добијат повторно или за прв пат. Ние, да ви кажам право, немаме ништо заедничко со нив. И не се надеваме, ниту пак очекуваме. Ние уредно ќе си чекаме да се воведе категорија за најпопуларна хумористична емисија надвор од македонско говорно подрачје. Дури тогаш може. До тогаш ќе се задоволиме и со Дара Бубамара, ако ни ја дадат. Значи, ние му даѓаме нешто така како стренџери, нешто во стилот Вулеву Кушевек во асесуар, Не да се фалиме, ама ми сме од Куманово и сме прави полиглоте, ама колку и да ви изгледаме така чудни, превртени, накриво насадени, сепак да знаете, не сме сите од Лев Тахор. Ама и не сме со сите, што и го докажавме на дело, нели? Чудни ни биле тие од Лев Тахор. Спуштале ролетни и се движеле само ноќ. Па кога бе да се движат, кога преку ден ги мававте со што ќе стигнете? А ролетните веројатно ги спуштале бидејќи сигурно дознале за нашата најдолга традиција која се состои од зборење зад грб или понашки кажано оговарање. Познати сме по тоа што повеќе не интересира што има во туѓиот двор отколку во нашиот. Ако не можеме ние да извршиме надзор, веднаш ги праќаме децата. Да, и потоа следува извештај. Мамо, петелот на комшијата 10 пати од утринава ја работи онаа работа. Така ли е? Оди сега и кажи му го тоа на тато. Иде детето му кажува на тато, тој вели: "Сина, те прашам, петелот тоа го правеше со една кокошка или ја прави таа работа со повеќе?" "Не бе тато, како со една, со 10 различни." Супер. Сега оди кажи го ова на мама. Сеир само да се гледа. И ја самиот многу пат. "Комшија, те гледам секој ден бе, многу пиеш." "Ма јок бе, комшија, лошо гледаш. Не пиjem јас многу. Секој ден така, дали литро и пол до 2 литри ракија ги развлекувам по цел ден." И плюс мора малку да намалам од тоа ракијата, бидејќи сериозно се сомневам дека овие што ја прават ставаат женски хормони во неа. Ќе се напијам, почнувам многу да зборувам и не знам да возам, како жена. Ама и мене не ми доаѓа умот. И нон-стоп, нема, пак се задевам со жените. Треба малку да се припазам од нив, посебно од оние кои имаат по 2 презимиња на Фејсбук. Своето не го даваат, ама туѓото го сакаат. Ние нашето ви го нудиме. Не на тацна, туку на вашата омилена телевизија. Погледнете што денес има во Нема љутиш. Што ги послужи, бре? Имаш ли нешто да ги туриш на стал дека не најавени? Немаше што да ги ставам на стал, не са се јавиле. Што ако онлайн? Ти знаеш и нас факултет што е? Професори бутав, предмети тешки, хаос е. Сигурен знак дека у скоро време ќе има некои падавине, суволедица, снег, киша и слично, кад женска особа у средни години ќе каже дека го јаска половина. И тој крчење, крчењите, која да може да го смијас? Никако. Не због жена, бре. Због работу ми. Како, зашто до сега од 3 радни места ме намавасва за тој што крчу. Добар дан. Добар дан. Документи? Зашто документи? Како бе, зашто документи? За куќу. За автодокументи, возачка? Типа он данови не магаја да спија. Ја ноќе не може да се спију. Јасно ли ти е? Добро бе, дење ноќе исто е, кад легнеш не можеш да заспиеш. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската.
Само едно нешто не смени беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те ударува еден пут, све зуби ке ти ги искрш. Удари бе, може ти се, ама ќе си стал нови, порцелански. О, ти ќе ставиш нови. Па знаеш и колко е тоа скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Те, бе, се Стојко, па ти зарази ми мене. Мајко му, па ако ти се спие, не си мора да довадиш. Или барем кебе да си понеќе завладео дека ја не мислу цел ноќ да бутам дрво. Не ми се спие, бе, Ставре. Има некои гости синоќка до касно, бе, Ставре. А и ладно ми на очи, па спуштам капаци да ги згреви малку очи. А тие гости вчера што ти биле од кога су род, од жену ли? Од жена, ма дојдева ненајавени, бе, Ставре. Па они обично тако е доваѓа ненајавени. Па што ги послужи, бре? Имаш ли нешто да ги туриш на стал дека ненајавени? Па немаше што да ги ставу на стол, не са се јавиле, ама јас сам прошлица, бе, Ставре. Извадо ја апарат за мерење притисак и вапете на стол. Бре, па кој знае од ним намери притиск? Никој. Док се разбрасмо, сви петина попадасмо, Ставре. Ама ја извадо дигитален апарат за мерење притисак после. Бапете на стол, так почнамо да ги меримо. С кога, бре, да ги мерите? Нормална ли си ти? С на жену ли фамилију ги мериш? Притисци, Ставре, притисци. Сестраво од тетко дојде с мужа и теткаво. И на кога му покажа дека е најголем? На тога баджа што ми се пада. Ама призна си балдаза, она му ga диза. Оли ја прошлица, па ја убутна му одма народен лек против висок притисак, лук и босиљак и сместим ја тој у другу собу. Одлично си направи, одлично. Еш попа да си виктаја да го очати, пошто босиљак е веќе и мало и да завршиш работу све. Не бе за тој, Ставре. Па многу смрди бе мирише на тај лук бе, за тој. А тај булдъза ти, тај бре што викаш сестра на женот, она какъв притисак има? Низак. А низак? Па добро, можда жена ga поднаса. Под наса ga му бутново ја и на њума народен лек, за низак притисак. И тој цвекло, и сол. Много сол. Сол? Не знам, ми сол давамо на овце кад треба да се мркви. Што блееш, бре, тој е тој што викате ви у град кад треба да води љубав со овни. Тоа ги давамо сол. А и њум ли го одведе у другу собу у кревет? Не, она остана с нас и мајка у тај па много знајна бе, Ставре. Вика, зете, ако може да турите по едно кафенце да ококоримо очи. Бре, и турили ти? Ама јок тој бе, кажаво ја убаво. Да ти го покажи ја тетке сметку за струju да ти се ококори во очи. Бре, тај па, што е па доваѓало да сама мужа нема ли? Нема мужа. Па и овај мојата вика, немој да го нервираш тетку, она кад се изнервира многу качи, вика, висок биде шикер. Ово ја имам одма бре народен лек и за шикер, висок. Ево ботно магданоза висок шикер и готово. Па мужу бре,
Он па мужву. А бре, нема мужа, кажуju ти. Тој треќ муж што му е бија. Он умре пред некое време. Ама кажаја ги убаво. Сакам да ме кремирате. Да ga запали. Бре, докле бре ти до овој свет, мајко му, Што познавам некои жене, бре, да може еднога мужа да најдем. А овај, бре, теткаво, па тај ги ложи како дрва, бре, муж. Па, бре, па се стојко, па тај само за тебе, бре. Изгледа ложи си и на тебе. Старата е 2 години помлада од мене само. И? Како иде на факултет? Сега е онлайн све, лако е. Абе, да, лако не е, нема грешка. Па што ако онлайн? Ти знаеш и нас факултет што е? Професори бутав, предмети тешки. Абе, хаос е. Вас ви е бре лако било. На нас уопште, синко, не ни е било лако. Па болje би е било у свак случај. Так не сте ни плаќале уопште и па сте иште на факултет. А сега какъв е наш факултет и што плаќамо за njega, плюс. Па оно треба за тие пари бри джакузи да имам унутра. Па да, не смо плаќале ми за факултет, тачно е. Ама сме се мучиле, бе, синко. Абе ти, не сам ја с дънови, бе. Па кај ќе улегну продавницу, мора на еден пут све да зему, бе. Суо местното, кашкавал, јогурче да се земе, лепче да ставу све унутра. И најтешко, да изеду све до касу док да дојду, бе. 750 динара треба да плату. Немам паре. Ама снаваѓале смо се. А училе смо, не, так не смо учили. Много сте се мучили. Па што ти мислиш сега, дека ми не морамо да учимо? Па тога бар могале сте и со месеци да не учите и па да постигнете. А што сек на вас онлайн потешко ви е, нели? Нема шанса. Сега онлайн мораш да прочиташ по 30 страни днеска. Ако днеска не прочиташ 30, јутре мораш 60. Иначе готов си. Па добро, како постизаш тој онлайн? Па, како постизам? Добро, еве, снаваѓам се како вас. Еве, за јутре за испит треба да прочитам 750 страни. Јаска. Покажување на наши стари, сигурен знак дека у скоро време ќе има некои падавине, суволедица, снег, киша и слично, е кад женска особа у средни години ќе каже дека го јаска половина. Јаскање или бодење е предзнак на промену на време од добро у лошо. Јаскање е непријатен бол у било кој предел на тело кој не е толку јак, ама ипак постои и чисто подсеќа дека нешто не е како треба. Конотација е збир на асоцијација, поврзани со значење на некој збор. У реченицу "Шефе, кај ќе ми качиш плату?" се асоцира на дел од тело на вработенога, со кој седи на столицу, а со проштење се вика гузица и значи дека вработенога гузица га јаска. Седу ја такој пуно пут, седу, а понекад и размислуju, мајко му како проваѓа овие годинки, оној што га викав пред да се ожениш, гледај да е добро у кревет, некако ми добива на мене друго значи. Да. Па тако у последно време, за мене лично, да биде добро у кревет, тој значи да не рита, да не крчи и да не ти ga зима кебе. Тако е, мајко му, фаќа ме промаја по цел ден од тој што устане затвара, па фали još и ноќе да ми ga земе кебе. Па и тој крчење, крчење тако е да може да ga смислам. Никако. Не због жена, бре. Због работу ми. Па како, зашто до сега од 3 радни места ме намавасва за тој што крчу, кад спију на работу. И мајко му спију на работу, дојду дома, не може да заспију и никако, не може. И онај мојата одма вика по мене,
Престани да се прозеваш док ти збор. О, жено Боже, не се прозевам. Ти ги покушавам и ја да ти кажу нешто, ама не можу од тебе. Дар, како политичар. Изна каже ми 300 глупости, земе ми ги сви пари што сам ги заработаја, скине ми ги живци и на крај, па ја криви скочу, мајко. Па кад веќе ги скачам, не се ни враќам по цел ден. Иду, скитам, натам, навам, так колко да ми пројде време и до ладу главу. Да, по ладу го, но још ладно. Ладно, ама, оној постар комшо до нас, тети га надвори на ладно. И увек, бре, мајко му, сваку годину кад ме види овој време, тети га викао таму. Иде пролет, почна сме да цветав будале на сви страни. Будала, човек. Ја па не знам ни тој што му значи, да ви кажа право. Али имам некој чуден предосеќај дека он сака да ме зеза мене. Да. Што ќе ме зеза като истина? Стварно иде пролет. И јас се ете радуjem. Саку пролет, данови некако ќе бидев све подугачки, а сукње све пократки. Добар дан. Добар дан. Документи? Зашто документи? Како бе, зашто документи? За куќу? За авто документи? Возачка? Неа. Немаш. Сообраќајна? Сообраќајно... Неа. Добро, барем личну карту имаш ли? Ја тој никад не носи. Добро, прва помош имаш ли? Абе, неам, бе, неам. Добро е, значи возачку немаш, сообраќајно немаш, личну карту не носиш никад, прва помош немаш. Имаш ли ти нешто, бе? Како неам, бе? Еве, имам, само... Еве 1000 денара имам. Па такој, бе, мајко му. Човек са скијеште да ви ги вади од джепови. Исправан си, пали, терај. Фупкај, што ти од завалете гледам како булутин си цел ден, да не си напи вчера. Какво пиење, бе? Па ако се напил, кој ќе дојде да работи? Па што ти он? Мучи се. Нема га цел вечер да заспил. Ако ти е тој, ако си се мучи, да ти кажу право. Кад не го знаеш финто. За тој сам јаш ја, зашто знам како. Колко пут не сам го ја да заспил. Ма знам го финт, кад не може да заспи, зему па број овце. Бре, ти па си научник, само ти го знаеш тој финту. Па ја броја овце. Па добро, онда кога си броја. И кад ги изброја овце, заспали? Не, Зашто? зашто бидна време за станување. Мораше да појде на работа. Ако е такој, добро, и мене ми седеше вака. И мене. Ја такој пуно данови не може да заспи. Ти па он данови не мога да спија. Бе, ја ноќе не може да заспију. Јасно ли ти е? Добро бе, дење ноќе исто е, кад легнеш не можеш да заспиеш. Врти ти се такој нешто. И мене, нон-стоп некои мисли ми се врти. Све мислу Европа, криза, ове с Бугарију, па плате ги мислу. А Украина? Оф. Бре, ти ги реши сви проблеми у нашу фирму, па почнаја Украину да го мисли. Мислу, него што? Па ми бе на функција, ако не смислимо нешто, кој ќе смисли? Кој ќе смисли? А ти бе си шеф на 2 радника, бе, ти што мислиш да не си министар за одбрана? Па ја не ни размислуju за одбрану, бе. Ја размислуju директно за напад. Ја цело време мислу како ми да ги зајдемо и нападнемо, а ипак они да почне впаре. Па да, они тој чека, бе. Ми да одлучимо на коju страну ќе биднемо, па они да биднев први. Тако ли? Па ја не знам дали е такој, али ако ми нападнемо први, јас знам се што ќе нападнемо. Ќе нападнемо со стенкови.
С кои бе тенкови? С наши. Бе, ти знаеш ли какво би на скупо време, знаеш ли колко се качи гориво? Па ние немаме горива да ги ставиме на тия тенкови да отидем до тамо. Ќе отидем, не се секирай ти. Они нема да ги возив до там. Па какво ќе отидев? Ќе отиде, леко. Ќе ги транспортирам. Кој ќе отиде. Сви што су исправни, ќе ги транспортирам. Еден ќе качим у авион. А тој друг, исто што е исправен, ќе го пратимо по воз. И ќе нападнем. И после што? После битку свак може генерал да биде. Си овој може да го смислим. Ама пред битку само јас сам го смислија, зашто ја од малецак сам имаја тие способности. Како се сеќам, још у школу такој. Много сакаше да застану до учителя и да ги гледам мои единице такој поредани. Поредјани. Единици. Единица. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Морам да не биде сега само за женските зборувам незгодно, иако тие се бајаги позгодни од нас, нека има нешто и за машките пред крај. Нормално незгодно. Дека реков за жените тие своето не го даваат, а туѓото го сакаат. Ние мажите, пак ако ни понуди некој туѓо мислење, тешко дека ќе го прифатиме. Нема да го прифатиме, ама ако ни понуди некој туѓа жена, не сум сигурен дека ќе одбие. Машко бе, машко, што може да направи машко? Незгоден сум малку, нели? На прв поглед човек може да каже и дека ептен сум незгоден. Море во секој поглед може да каже човек дека сум незгоден. И затоа почнам здраво да се хранам. Да, само здрава исхрана. Посебно на работа. Таму сите користиме здрава исхрана. Банани, портокали, киви, такви работи. И веднаш потоа заминуваме и купуваме нешто од сендвичара и јадеме. Ама прво само здрава исхрана. И тоа сите на работа, сите до еден. Оти нема друга работа. А во секоја административна канцеларија мора да постои тимска работа. Еден мора да работи, а другите може да не му сметаат. Само да има тим, тоа е важно и нема проблем. Единствен проблем може да биде што мораме пак на работа, бидејќи заврши викендот бе веќе, готово. Викенд бе, машки род. Сите си исти. И овој заврши додека да трепнеш. А плюс и ние сме сите машки во емисијава, па еве и ние бргу завршивме за овој викенд. Поздрав до сите вас до следниот. Чао. Ако не прочиташ 30 дана денеска, јутре мораш 60. Готов си, ако не читаш ќе заостане. 30 страни. Не 30 дана. Само тој реплику, брат. Да внесеме малку ведрина во заедничката ни служба. Ако може да турите по едно кафенце да кориме очи. Кафенце. Че ние сме ти во стил Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ако ти се е спало, не си мога
Мораја. Магаја. Немаме ништо заеднички. Ајде бе. Еј, овдека ќе за Владимир кебе да си повеја. Како бе да го поведеш кебе? Заедничко нешто на сите нив е што се